Христос се роди, навистина се роди. Ова се зборовите со кои наместо вообичаениот поздрав денеска се поздравуваат христијаните. Овој ден се празнува во спомен на раѓањето на Исус Христос. Се смета дека Божик е празник, матица на сите други црковни празници, бидејќи со Христовото раѓање се смета и почетокот на новата ера. За да можат христијаните достојно да се подготват за овој празник, востановен е и пост од 28 декември до 6 јануари навечер. По завршувањето на 40-дневниот пост, трпезата кај сите православни христијани, овие денови е богата. Христијански е да не се претерува во ништо, но сепак, богатата трпеза му дава на овој празник уште поголем сјај. На Божик, на една македонска трпеза може да се најде убаво печено месо, кое во зависност од домашниот буџет ќе биде свинско, пилешко, телешко, мисиркино или пак јагнешко. Неодменлив дел од божикната трпеза се и мрсната сарма, печениот компир, понекоја заостаната риба од бадниковата вечера, а за десерт чоколадна торта, милиброд, печена тиква и секако овошје. За разлика од новогодишната трпеза, каде како пијалок се конзумираат секакви алкохолни и безалкохолни пијалоци, на Божик традиционално се пие црвено вино, кое што е символ на христијанството. Православните верници на Божик традиционално одат нагости кај најблиските на Божикен ручек, кој секогаш треба да е во кругот на семејството. Токму овие празнични семејни ручеци се и замка за прејадување. Лекарите и нутриционистите препорачуваат, кога е во прашање празничниот ручек, иако се подготвуваат различни јадења, да бидеме умерени и да не комбинираме повеќе видови на храна истовремено, посебно оние кои постеле и кои после неколку недели за прв пат конзумираат мрсна храна. Кога луѓето постат, преминувањето од постна на мрсна исхрана не треба да биде нагло, како што и воведувањето на постот треба да биде постепено, велат лекарите. Умерената исхрана е начин да избегнеме непосредни здравствени тегоби, како што се чувството на надуеност или болки во стомакот, но и долготрајни последици кои може да бидат различни, зависно од нашата здравствена состојба, од скок на крвниот притисок до проблеми со варењето, кое големиот внес на храна дополнително го отежнува.